Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, како сте? Добри ли сте? Добри. Да. Завршувате домашните задолженија што ги добивате? Да. Да. Сите? Да? Сите дали ја исполнувате задачата таа што треба? Да или не? Да. Да? Добро. Добро. Сега може да почнеме со часот? Да. Ја добивте ли работната површина? Да. Добро. Денес, за првиот час онлайн што ќе го одржиме по предметот општество за 500 одделение и дадено е како организации кои се грижат за правата на децата. Која е целта на овој час денес што го реализираме е да ги знае секое дете организациите кои се грижат за неговите права, да знае што е УНИЦЕФ како меѓународна организација и детската амбасада меѓаш. Кои очекувани исходи треба да ги имаме од овој час? Знае кои се детски организации кои се грижат за децата, ги знае кои се улогите на меѓународните организации, УНИЦЕФ и детска амбасада меѓаш. Знаете вие дека и секогаш во класичната училница започнувавме со повторување на наставните содржинија од претходниот час. Првото прашање или првата активност во овој момент што ќе ја правиме е преку поставување на прашања од моја страна, добивање одговори од ваша, да повториме за тоа што претходно имаме учено. Првото прашање гласи: кои се основните човекови права? Нака се јави за збор. Ајде, Марија Костовска. Марија, ме слушаш? Кои се основните човекови права? Јана Петрушевска, дали е тука? Право на слобода, право Добра. на живот, да не е малтретиран, право на лекување и лекарства, право на брак, право на почитување и приватен и семен живот. Права на еднаквост. Добро, браво Јана. Второто прашање: што представува Универзалната декларација за правата на човекот? Нака се јави Ненад, Давид, кој? Ајде, Давид прво нака оди ако е приклучен. Давид? Ненад? Ме слушате? Дали ме слушате? Јана Петрушевска. Затоа што некој не се јавува на прозивката. Јана Петрушевска. Универзалната декларација на правата на човекот е усвоена на Генералното собрание на Обединетите нации во Париз во 1948 година. 38 година. Кога? 10 декември. Добро, браво Јана. Одиме на следно прашање. Кога и од кого е донесена Универзалната декларација? За ова прашање Јана више го даде делумниот одговор, но пак повикувам. Кој ќе се јави да одговори на ова прашање? Значи, часовите мора да се користат за повторување. Јас од вашата активност на часот ќе носам одлуки и запишување на искази. Не се само домашните задачи, туку и вашата активност на онлайн часовите. Ајде, кога? Ајде, Стефанија, тука е приклучена? Да. Ајде, Стефанија. Која организација ја донела Универзалната декларација за правата на човекот? Универзалната декларација ја донеле Обединетите нации
Во Париз во 1948 година. Добро. Кога е донесена Конвенцијата за правата на детето? Ајде, Стефанија, продолжи. Кога? Во која година е донесена Конвенцијата за правата на детето? Јована? Конвенцијата за правата на детето. Јована Аврамска, кога е донесена? Ненад? Што се исклучени другите? Што молчат? Значи ни поминува времето. Ненад, имаше ти за Уницев и мораше да го знаеш ова. Ајде. Ненад? Кога е донесена Конвенцијата за правата на децата? Стефанија? Конвенцијата за правата на децата е донесена во 1993 година. Така е, нас е ратификувана во 1993 година. А Јована, кога е претходно донесена конвенцијата и каде? Значи не сте повториле. Добро, ваш проблем. Наставничке, во 1989 е донесено 1989 каде? во Генералното собрание на Обединетите нации. Добро. И одиме во Република Македонија, кога е ратификувана Конвенцијата за правата на детето, кажа Јована, во 1993 година. Следно, што ќе треба денес да се презентира на овој час, се презентациите што се подготвени од учениците Велковски Ненад и Аврамска Јована. Велковски Ненад ќе презентира за Меѓународната организација за заштита на правата на децата УНИЦЕФ, а Јована Аврамска ќе презентира презентација за детската амбасада Меѓаши во Македонија. Сега ги поканувам учениците да ги проследат нивните излагања. Најпрво го поканувам Ненад. Ненад, дали се слушаме? Се слушаме. Сега се слушаме, добро. Одиме со друга позадина. Дали добивте работна површина од мојот компјутер? Бела слика. Сега? Да. 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 Добро. Почнуваме. Повели Ненад. Здраво на сите, јас сум Ненад Велковски, ученик од 5-то В одделение од Основно општинско училиште Димитар Македонски, со менторство на наставничката Бранкеца Костадиновска, која ми овозможи да направам презентација за детските права, за правата на децата и за УНИЦЕФ. Добро. Одиме на следниот слайд. УНИЦЕФ. УНИЦЕФ е основана пред повеќе од 70 години за да се задоволат критичните потреби на децата, чиј живот беше раскинат од Втората светска војна. Всушност, првата испорака на снабдување на УНИЦЕФ во август 1947 година беше за деца во оваа земја кога беше дел од Југославија. Одиме понатака. УНИЦЕФ на светско ниво. УНИЦЕФ е светска компанија која се грижи за правата на сите деца. УНИЦЕФ има постигнато многу цели и влијае позитивно на секое дете што овозможува секое дете да има здрав и фер живот. УНИЦЕФ во Република Македонија. УНИЦЕФ работи неуморно со партнерите на спасување детски животи, одбрана на детските права и остварување на потенцијалот на децата во Република Македонија и насекаде низ светот. Сега, заедно со партнерите, УНИЦЕФ продолжува со работа за на секој дете да му даде детство, иднина и фер шанс. УНИЦЕФ.
Во овој момент УНИЦЕФ најмногу се грижи за состојбата на карантин поради коронавирусот, односно COVID-19. УНИЦЕФ се грижи секој дете да биде на сигурно место со солидни услови за живот. Покрена иницијатива за онлайн настава, која сега се реализира за сите деца од нашата татковина. Благодарам на вниманието. Добро, сега може да се уклучат другите ученици. Дали ми е јасно каква организација е УНИЦЕФ? Да. Кој ќе се јави за збор сега? Кој ќе се јави за збор? А ќе молчиме? Каква организација е УНИЦЕФ? Каква организација е УНИЦЕФ? Марија, ти си приклучен, ајде. За правата на сите деца. За правата на сите деца од целиот свет. Сега во моментот јас ќе се приклучам на друго место и ќе ви покажам друга работна површина. Само за секунда. На што ве асоцира овие сликички кои што ги добивте и се пред вас? Дали ја добивте работната површина од мојот компјутер? Да, што гледаме тука на првата сликичка, да ја искоментираме. Ајде, што гледаме? Каде најчесто децата поминуваат подолг период во текот на денот? На компјутер, на таблет, на телефон. Дали УНИЦЕФ се грижи и за сите деца од целиот свет, дека децата треба да имаат контрола врз користењето на одредени информации кои ги добиваат преку интернет. На втората сликичка, што е представено? Што треба децата да имаат? Среќно детство. Значи, јас не треба да ги коментирам сликите. Сликите се ставени за вас. Кој ќе ја коментира следната сликичка? Каде што имаме деца седнати и... Ајде. Дали сите деца ги имаат сите удобности во светот како што и кај нас, како што гледаме на сликата? Или чекаат некој да им понуди, да им даде нешто или да им донесе? Дали сите деца имаат ист пристап до образование, до семејство, до дом? Кој ќе се јави за збор? Да или не? Нема. Туку се приклучува тој што сака да каже. Јас не ве гледам колку сте приклучени и само можам да нагодувам. Гораст, каде е Гораст? Не, сите деца немаат пристап до семејство и образование. Да? А која организација тогаш им помага на децата за да можат да стигнат до образование, здрава животна средина за живот, до вода, до храна? Кој учествува тука? Тука учествува организацијата УНИЦЕФ. УНИЦЕФ. И ова е едно лого, тоа е изработено во Украина. Секоја една држава има подготвено лого за организацијата УНИЦЕФ. Дали е ова јасно? Или до следниот час кога треба да повторуваме, нема да се повторува како што и беше сега. Овие часови не се само за да се гледаат, туку видеото треба да се преслуша, што се снима, и тоа што не ви било јасно, да си го донаучите, да си го доразјасните. Видеата не случајно траат по 40 минути. Сега, тука имам повеќе фотографии поставено. Што ни означуваат овие фотографии? Дали сите деца се еднакви по јазик, по вера, по раса,
по религија. Кој ќе се јави за збор? Одиме со првата сликичка. Кој ќе се јави? Јана Богоевска е приклучена? Сите деца се еднакви. Сите деца се еднакви. Само Јана Петрушевска ми е активна. А втората сликичка што? Што ни представува втората сликичка? Дека децата припаѓаат на која? На белата раса, на црната и на жолтата. Но сите заедно играат. На следната сликичка тука имаме што покажано. Деца од различни раси, вери, спортуваат заедно. За децата што е важно? Важно е да се почитуваат во целиот свет. Сега следно што ќе добиете за работна површина ќе биде презентацијата од Јована за прва детска амбасада. Дали добивте работна површина? Да. Да. Сега ја поканувам Јована Аврамска да се представи и да започне со презентирање на презентацијата. Дали ја доби Јована презентацијата? Да. Почнувај. Добар ден, јас сум Јована Аврамска од Основното училиште Димитар Македонски и сум ученик во 5 В оделение. Сега ќе ви ја презентирам мојата презентација за првата детска амбасада во светот Мегеши под менторство на наставничката Бранкица Костадиновска. Првата детска амбасада во светот Мегеши е интернационална НВО чија цел е заштитата на децата и нивните права и зајакнување на НВО движењето за детските права, основана на 29 април 1992 година. Мегеши се залага за почитување на детската личност преку почитување на детските права, застапување на детските интереси, поврзување на децата од различни средини и ги збогатува нивните животи со активности кои го прават детството сигурно и творечко. СОС телефонот за деца и млади функционира од октомври 1993 година. Работата на СОС телефонот е цврсто заснована на принципите на Конвенцијата на ООН за правата на детето, што ги истакнуваат правата на децата на приватност и заштита од повреда. Целта на СОС телефонот за деца и млади е да обезбеди форум за споделување информации и поддршка, помош при застапување и лобирање, промовирање на правата на детето и промоција на СОС линијата како медиум за помош на децата. Телефонски броеви за хитни случаеви: пожарна екипа 199, брза помош 194, полиција 192, СОС 1222 0800, народен правобранител 023429, Автомотосојуз 196. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека ви се допадна презентацијата. Добро, поставувам прашање јас сега. Првата детска амбасада Мегеши кога е формирана во
Република Македонија? Не, разкажеш. Кажи ми што колку минути. Да? Кога функционира? Од 1993 92. 92, а кај нас функционира од 1993 година. А зошто викаме SOS телефон дека може слободно да се јават сите деца? Зошто треба децата да се јавуваат на тој телефонски број SOS? Што се случува со поедини деца? Дали имаат еднаквите права на цела територија на Република Македонија? Ајде, Александар. Некои деца немаат исти права и должности како сите деца и поредко би требало да се јавуваат на SOS телефонот. И да се јавуваат на SOS телефонот. Зошто треба да се јавуваат во детската амбасада? Што им нуди детската амбасада на децата? Ајде, кој ќе се јави друг? Давид? Детската амбасада им нуди помош. Им нуди помош. Добро. Ајде да ве прашам нешто, дали сте во теки, дали знаете што прави детската амбасада во периодот пред новогодишните и божичните празници? Што печати? Што може за нова година да се прави и да се испраќа? Кој ќе се јави за збор? Гора, стајде ако си на линија уште. Тие Изготвува честитки преку кои се собираат средства за донација на деца кои им е потребна помош. Уште што има помош за децата од Република Македонија, детската амбасада? Дали има формирано некое место каде што се згрижуваат деца кои што ги напуштиле нивните родители? Како се вика тоа детско село кај нас? SOS детско село. И средствата што се собираат, често пати се донираат во детско село. Сега ве повикувам сите да им се заблагодарите на вашите соученици кои на исцрпен начин ви презентираа за меѓународната организација УНИЦЕФ и меѓународната организација или детската амбасада Меѓаш. Сите во хор, како треба да кажеме? Почнувајте. Нема да се јавите за збор сите во хор, што да кажеме? Благо. Активирајте се. Уклучете звуци. Благодариме на исцрпните информации. Ќе се јавите ли за збор? Кој шушти тамо? Кого треба да го исклучам? Лука. Лука? Што треба да кажеме? Јас ни еден глас не слушнав. Што треба да кажеме? Благодариме на исцрпните информации. Ќе кажете или ве исклучувам? Добро, ваш проблем ако не сакате денес да комуницирате.